Колега Велковски, многу внимателно ве следев што кажувавте и жал ми е што вас ви паднала среќата да браните нешто што не се брани. Добро образложувате се, добро кажувате, но вие да изградите мост на река Вардар, па и булеварот да доградите и да решите 160 куќи, така, куќички, куќарки досега ни една, еве не сте рушиле, не сте решиле, 160 години ќе требат за таа работа. Со овој интензитет ако работите. Што ќе беше ако требаше да изградиме мост на Дунав? Ние на Вардар вие да изградите во Македонија тешко. И тоа е да е на градот Скопје, заедно со тие два градоначалници што и кажавте. Не е можно тоа. Значи, ви реков, ви давам од сега 15 години. Нема да ги решите. Знаете како се решава експроприација? Па треба дење ноќе да работат службите, да се на терен, да работат, да видат спогодби да прават и така натаму. Не знам дали е направено, сега е направено. Зошто? Ништо не е реализирано. Уште една работа ќе ви кажам. Значи, од мостови до сега што слушнав од сите градоначалници, од централна власт, од се до сега за прилеп само слушнав еден мост на некоја притока на градскава река, не знам и како се вика, должина 7 метри, ширина 5 метри, 500.000 евра. Дојдете во Кичево и ќе ви покажам мост, 12 метри со 6, 7, 46.000 евра ме кошташе. И тоа нема што да го спомнувам, тоа правиш проект за неколку дена и многу брзо се реализира сето тоа за помал мост. Не е суслушнало до сега и помал мост да се изгради, а градов Скопје да го реализира тоа. Па до сега не видов нешто во градов Скопје, нешто поголемо, а вие викате мост на река Вардар. Тешко тоа ќе се реализира. Верувајте ми, можете да украсувате, тоа гледам, да украсите за Нова година, ќе поминет, ви кажав Нова година, ќе требат после 15 елки све да тргаме и тоа ќе биде од проекти во градов Скопје. Лесно беше како опозиција да смислувате многу работи. Лесно беше да етикетирате, да викате, да урлате, да критикувате. Но тешко е да се работи, верувајте ми, за работа треба да се посветиш на работата и да направиш нешто. Сега е касно. Ви кажам, ви давам 10 години ви давам да го изградите мостот. Нема да го изградите со тие луѓе и со тој интензитет на работа. Се друго е пропаганда. Верувајте ми, вие ќе треба да се соочите утре со граѓаните на кои им кажувате дека еве ќе се објави тендерот и ќе се направи, но нема да се направи. Ако грешам нешто, демантирајте ме со работа на терен, ќе ви се извинам од говорницата тука. Благодарам. Контрареплика Диме Велковски.